Косово ги прими првите депортирани мигранти од Соединетите држави. Косовскиот премиер Албин Курти во телевизиско гостување откри дека неколкумина од вкупно 50 на кои се предвидени, веќе се пристигнати во земјата во рамки на договорот постигнат со администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп. Според договореното од јуни годинава, властите во Приштина се согласиле мигрантите да бидат на косовска територија во период од 1 година. Целта, како што образложи Курти, е да се искаже благодарност на Соединетите држави за, како што кажа, поддршката да се одвојат од Србија. Kushtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar nga ne që t'i pranojmë refugjatët nga Afganistani, menjëherë kemi thënë po. Po ashtu edhe po I pranojmë edhe ata të cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk I duan në territorin e tyre. Nëse zgaboj, njëri prej tyre ose dy janë këtu, kemi pranuar që t'i pranojmë 50. Покрај Косово изминатиот период во фокусот е Албанија, каде веќе има изградено 2 центри, управувани од италијанските власти за регистрација, проверка на идентитет и обработка на барања за азил. Сепак, иако тие официјално постојат, во нив според проценките на албанските власти има само 10 мигранти. Нивната работа е практично блокирана поради одлука на судот во Рим и на Европскиот суд на правдата поради сомнежи околу тоа како се применува италијанското и европското право надвор од Унијата. Италијанската влада пак најави дека веќе работи на нови правни решенија и очекува тие да бидат функционални кога ќе стапи на сила новиот европски пакет за миграција и азил. Албанската влада во меѓувреме најавува и изградба на 20 мигрантски кампови за лица од Иран, Пакистан, Авганистан и Блискиот Исток, предвидени со националниот план на владата за миграцијски текови за периодот од 2026 до 2028 година. Ваквата најава дојде речиси истовремено со конференцијата во Брисел на земјите од глобалната алијанса против криумчарењето мигранти, каде учесниците, меѓу нив и Македонија, се обврзаа на засилена соработка со трети земји, размена на информации, како и поддршка за враќање и реинтеграција во земјите на потекло.